Колкото на секој добронаверник должав топат од Кичево-Македонски брод, наоѓајќи се на потегот меѓу селата Ореовец и Латово, не може а да не го забележи селото Русијаци, распослано на левата страна на подножието на Песјак планина, со куќите наредени како монистра на герданки и бисере прекрасното здание црквата Поведение на Пресвета Богородица, која од утро до вечер раскосно блескоти под зраците на поречкото сонце. Намина во Русијаци, мештаните да ми го раскажат минатото на нивни роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Русијаци, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите русијанци по раѓање или по потекло, поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, кои за голем број прашања ќе вложат љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Дедо Милане, се наоѓаме овдека во твоево село Русијаци. Да. Ти си човек во години, еден од постарите во селово. Па скоро веќе во најстарите, една ме шие жена. Така? Да ни кажеш вака сега за селово, како го добил името селово? Ја се слушал од деда уште то, како било што било. Тие дошле, четворица браќа биле. Ко дошле? Во планина, ко се селили од Кајшле, од Русија, кои не од Кајшле. И се уселиле прво горе, Црквиче. Црквиче имати, тамо рамница, рамништа, повторно се преселиле во Горно село. Не ова село, горе, не Цеглето. И од тука, овде римјаните си. Римјанска црква била римјанска. После ја доправиле наши векови. Дошле. Биле четворица браќа. А еден бил Станко, ние Станковци, по фамилија. Еден Милош го викал, еден Нестор, еден Деспот. Четворица браќа. За населеното место Русијаци има многу пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди и митови. Синоров Русечки било речки и ова Латоцки. Се го купувале нашите, што дошле овде. Овде со латовците утепале некој и се на чиј синер се наоѓа, треба да плати. И село збирала пари на друго село и синорите така и поделили. За населеното место Русијаци, материјалните, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога постои човештвото. Каде да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Рече дека имате црква која што ви е многу стара, уште од римско време. Римско време. Како ви се вика црквата? Света Пречиста. Така? А колку имате? Рече дека имате уште една црква, така? Црква имаме и манастир. Како се викаат? Свети Пантелемо е горе, Горно село кај што било. Така? А горе Преображдење се викало и Преображдење си е Црквиче. Ручено е се таму. Кога има слава, кога се прави, да речеме, панаѓур на... Панаѓур на Пантелемо се прави. Така? И овде за Пречиста. Така. Овдека во оваа црква за Пречиста. Така, од памтивека се врши крштевки, венчавки. Така. И попо имала. Овдешни. Овдешна? Кој биле поповите овдешни вака? Поп Ѓорѓие, поп Димитрија биле. Поп Ѓорѓија татко му бе, поп Димитрија бил онакво син. И тој попит. Така.
бил владика, бил другиот поп. Па после по наследство сите и уште во селово, се уште не викаат поповска фамилија и ние сме поповци. Да, значи Јовановски, ама ние поповци. И затоа крстот за водици секогаш тргува прво од оваа куќа. Значи секогаш крстот тргува од оваа куќа. Првата куќа е оваа, па после оди цело село од куќа во куќа. Првпат селото Русијаци, како во устите преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби и црковните житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време над владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, а посебно во црковните повелби и житија на Поречкиот манастир, кои датираат од 12 век, каде што во тоа време ова македонско христијанско православно духовно светилиште бил значаен духовен и книжевен црковен центар. Дека во тоа време Поречкиот манастир во средновековието представувал книжевен и просветен центар во Порече и пошироко, говорат и многуте препишувани книги со библиска и богослужба содржина, како и преводи на некои светоотечки дела, слова и поуки, од каде што во тоа време биле снабдувани со богослужбени книги и со друга потребна литература и селските цркви во 50-тината села низ Поречието. Еве овде се наоѓаме во селото Русијаци. Така, Ти си еден од постојаните жители на село овде. од крај. Так, ајде да ми кажеш како се викаш, од која фамилија си? Јас сум Благоја Мицкоски од село Русијаци. Колку години имаш? 78. Колку куќи, ајде да ми кажеш за селово, кај се наоѓа, колку куќи има селово и кој му се комшиски села? Селово имаше во времето 65 куќи. Соседни села му се гранични, Ореоец и Латово. О што луѓето порано, што живеа, што работеа? Сточарство и земјоделие високо планинско земјоделие. Ова да ми кажеш, која е моја летна слава на селово? Пантелемон, Свети Пантелемон. Ти што поработуваш сега? Под пензија сум. Чуваш нешто стока? Едно магаре Со кого живееш овде? со жената, Како ти се вика? Јаника, Таа од кај ти е земена? од Порече манастирец. Од кој манастир, горни или долни? Горни. Добро утро, бабичке. Добро утро, синко. Како ми се викаш? Менка, А презиме? Китановска, Грујовска, Од која фамилија си? од Каровци. Од овде си родена? Од Русијаци или? Овде су родена и овде ќе умрам.
нас има фамилија 8 деца. Колку внучина имаш? Има 2 внучина, 4 превнучиња. Ќе ти ги набром. Горан ми е внукот од синот. Кираца внука ми е од синот. А од Кираца има внучина 4. Најстарото Марија се викат, девојче. Машкото Борјан. И имам друго внуче Цвете. И имам друга, тие превнучина, е Милена. Првите податоци за селото Русијаци се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Русјак, во кој имало 48 куќи, во кои живееле 48 рисјански фамилии. Во пописниот дефтер од 1567-68 година, кој се однесува за периодот од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Русијаци се спомнува како Русјак и припаѓа на вилаетот Калканделен на чифликот на Мехмед бег. Еве одека се наоѓаме пред влезот на една од многуте стари куќи во селото Русијаци. Овдека разговараме со Сашо Јаковлевски. ова е твоја куќа. Ова е куќа од мојот прадедо Стојковски Насте. Иначе негови синови Лале и Стојко Стојковски. Сите се починати. Куќата е празна. Пред 10 години баба ми беше жива, живееше во неа. Сега е куќата празна, никој не живее во него. Од другата страна јас зедов друга куќа, направи викендичка. Не ја користиме. Татко ми, мајка Мират, војко ми Филип, тие што си ја земати, иначе друго не ја користиме за живење многу. Кога одиме по селата и кога зборуваме за српската архитектура, многу пати спомнуваме дека куќите се изградени на 2 ката. Во долниот кат се наоѓале приземните простори, тоа е пондилата, а додека горе на вториот кат се наоѓале просториите за живење. Иначе вообичаено куќите биле изградени од камен, а исто така покриени со стари плочи, а во Турската империја биле изградени со турски џерамити. Меѓутоа да видиме што денеска има од тоа што се живеело. Ајде одиме заедно на тоа. Ова до мене се вика веалка. Пред 40 години луѓето ја користеле ова веалка за веење на житото. Овдека се наоѓала една рачка каде што еден од поснажните мажи го вртеле тркалото, овдека се ставало житото, а овдека имало сита каде што под самото веење плевата се бегала надвор, а позади течело житото. Ова до мене е огништето. Пред 40-50 години во минатото, овдека се развалувал огнот, овдека под ова огниште стоеле верушките, каде што се обесувале котлите, се варела манџа, се топлела вода. Исто така тука се наоѓале, се ставале и тепсиите, како што е ова бакарна тепсија, која што ова бакарна тепсија доаѓале калајки од Крушево, ги каладисувале и овдека било тоа бело. И тука оваче не само што ги каладисувале тепсиите, туку ги каладисувале и џумовите што носеле вода, ги каладисувале и џумови и котлите, каде што вареле и овдека се пржало месото, овдека се пржале јајцата и овдека луѓето седнувале на трапезата да ручаат, од кои се вратат заморени од полето каде што работеле преку целиот ден. Ова пред мене е бутинче, кој што исто така пред 50 години мештаните од ова село го користеле за матење на киселото млеко, каде што се добивала матеница, а исто така тука од таа матеница се правела и се вадела овчка или кравска маст.
Овој бутил, според моја просека, некаде собира околу 31 литри кисело млеко и било стварно убаво, да ви кажам право. Стварно убаво, кога ќе се собереле кисело млеко да јадат и кога ќе се собереле овдека мештаните материци да јадат. Ќе ви кажам, ја бев дете на времето кој што мојата бабата го правеше, само може да се сетам како тоа беше убаво. И што се вика, но на што заминало не се вреќа, ама останува тоа што биле овие стварно мајстори што направиле ова путинче за матење на киселото млеко, за правење на урда, за правење на крапска или свинска маст, на урда и на кисело млеко и на матеница. Ова до мене овдека е касела. Во оваа касела, според стариот адет и обичај, кога ќе ја носеле невестата, кога ќе правеле свадбата, невестата го носеле чеизот. Тука биле веленцата, јамболиите, тука била носијата од селската на самата невеста, а тука биле и даровите и за зетот, и за свекорот, свекравата, деверот, јатравата, за золвата, за сите оние поблиски кумот старосватот, и за тапанџиите, за свирачите кои што ја доаѓале на самата свадба и за цело село што се вика. Значи пак ќе речам, ова е каселата, ова е кончевот каде што невестата ги носела својот чеиз. Ова овдека се викаат ноќви. Нашите стари баби овдека ка оставале лебот, кој што ги печеле во своите фурни во некои села, а ги печеле и во црепна и подсач, а меселе некаде по 10 и 15 леба, 15 сомуни, и овој леб овдека стоел по 5-6 дена и не му гласувал што се вика, не се расипувал што се вика, и пак ќе речам, овој се тие ноќви, каде што а и мајсторите што ги изработиле, стварно се врни мајстори кои што денеска може да му позавидат и овие наши денешни мајстори, така наречени кишлери, кои што прават и прозорци и врати. Новајчине! Тука се, Новајчине! Да. Ајде, повелете. Добре дојдовте. Идете. Ајде, тука, седиме. Ова село кога човек ќе намени, јас ги нарекувам заборавени села, меѓутоа село кое што полека му се враќа животот. Каде што покрај старата селска архитектура на куќите имаме и нови куќи каде што се градат, што се вика. Колку има прилика до се вака изградено? Да, во право сте, почнуваат луѓето да обновуваат. Истиот еден од нив со ја што објектот е стар, али беше срушен. Така? Беше паднат. По смртта на татко ми, јас и сестра ми која е во Битола, одлучивме куќата колку толку да ја обновиме, да не појде во заборав и да немаме свратиште. Што после тоа ја почнав редовно да ида тука секој викенд. Одам на риби, на лов, се бавам тие работи со пчеларство, што времето ми е многу убаво се осеќав село тука, а за нови куќи има 5-6 нови куќи веќе реновирани, изградени, викендици 2-3 има. Дури има и Луѓето лека, полека и куќата му заминала, паднала, само камењата останале, на истото место растура, гради викендиче или поголема куќа ќе направи, спрема можностите. Дури имаме и повратници и од Австралија. И од странство има еден повратник, еве тука комши сме, од Австралија, повратник е што ќе остане стално да живее. Еве господине, овдека се наоѓаме во селото Русјаци. Да. Село кој што човек кој ќе дојде може да забележи архитектура, она стара архитектура пред 100 години и нова архитектура современа. Вие овдека сте од ова место и гледам дека Јас сум од тука роден, да, така. али живеем во странство. Каде живеете? Во Австралија живеев 43 години. И се вратив тука пред 4 години. Направив долу куќа. Сега овде сакам да направам туристички мотел. Да го напредим мало селото. Што? Гледам доста е за останато селото. Што те привлече после 40 години да си дојдеш дома? Па ме привлече местото кај што сум роден. И
Така реков, дај да се вратам, реков, се пензионер сум. Можете да направиш една мала ретроспектива како го остави селото пред 40 години и како го дочека го најде селото пред 4 години да се врати? Селото пред да заминам јас во Австралија беше полно со луѓе. Околу 70 куќи бе. Секоја куќа имаше најмалу по 5-6 деца. И така беше селото многу живо. Ко дојдов 90-та година на одмор тука, гледам селото цело заостанато, цело испопаднати и куќи и све. И затоа решив пред 4 години се пензионирав и решив да реков ќе се вратам назад, реков да помогнам малку во селото да го напредам. Од кое семејство сте од овде, од која фамилија? Татко ми се викаше Цветан. Така? Баш овде беше куќата кај што живеев. Ова ја купивме после. Сега докупив малу од другата куќата. И ова го проширив. Пошто преска бевме во старата куќа, таа ми од прадедо ми Насте или Денеца Стојковски, во кој живееле дедо ми Лале и дедо ми Стојко Стојковски, бидејќи таа куќа више е напуштена, зедов куќа од носталгија во селото што сакам да живеам во него, и исто се бавам со лов, направив нова куќа, зедов стара куќа, е рушив, направив нова викендичка, за да ја продолжам традицијата од желба за баба ми, што рече, после мојата смрт нема кој да ја продолжи традицијата да го слави кај мене Водици. И направив нова викендичка, кај што го продолжи традицијата, славиме Водици, го чекаме во ова викендичка. Исто така е презирав селската слава Пантелемон, и исто сите гости кај мене се добредојдени и ги го чекаме со најдобри желби за секого и најубаво да си поминиме за тие денови за славата што се. Се најдуваме во селото Русијаци, кој е едно од 53 населени места во општина Македонски Брод, а јас сум Милосим Војнески, роден во оваа куќа кај што се најдуваме сега во селото, од татко Љубе и мајка Стана, и имам една сестра и двајца браќа кои не живеат тука во селото. Јас живеам во Македонски Брод, меѓутоа секое слободно време го користам тука со мојот син и мојата сопруга, посебно во викенд доаѓаме тука, уживаме, ја реконструиравме нашата куќа и се чувствуваме многу добро. Како што реков, овде сум роден во оваа куќа, сега кај што се најдуваме, а училиштето каде што учев се најдува на едно 300 метра од мојата куќа и тука го завршив основното 4-годишно образование, од 1 до 4 образование, а нашиот учител се викаше Радко Јоковлевски, кој од тука е женет во селово и сега е присутен и често се гледаме тука во нашето село. Кога јас бев ученик, имаше 27 ученици, за жал сега училиштето не работи, бидејќи нема малечки дечина, како што во цела Македонија од руралните места се иселува во големите градови, така и нашето село го напуштија повеќе од жителите, меѓутоа сега за среќа почнаа да ги реновираат своите куќи, да вршат реконструкција и посебно во викенди и преку целото лето нашето село е полно со мештани, туристи кои потекнуваат од тука и имаме така едно заедничко движење и уживање во нашето село. Детството е едно од најинтересното во својот живот што го има еден човек, така да јас како дете, знаете, повеќе
ние од малечки не учеа нашите родители како да работиме по нивите, да косиме, да чуваме стока. И сето тоа во моето детство сум го поминал со моите родители, со моите другари, така да и во нашата куќа моето семејство имаше над 500 овци, 20 на говеде, 5-6 коњи и многу беше жива нашата куќа. Имавме и момоци кои работеа тука да обслужуваат. И сето тоа е едно незаборавно детство кое на сегашните деца, посебно на мојот син, кога му кажувам, се воскитува и посакуваат и тие да го доживеат. Моето семејство е печалбарско семејство, што се занимавало со пекарство, така мојот татко и мојот дедо имаа фурна во Србија, во Босна и Херцеговина, во Тузла, исто така со печалбарството од тамо што печалеле и голем имот имаа моите родители во Полето, во село Лажани, во село Дебреште, а и сега имаме куќа со пекара, со угостителски објект во Тузла и често посетувам таму, бидејќи како дете, штом ќе се завршеше учебната година, веднаш првиот ден после завршување на училиштето си одев таму кај мојот татко и покрај моето образование што сум дипломиран правник го научив и пекарскиот занаат. 12 години сум градоначалник на општина Македонски Брод и со голема желба и ентузијазам работам не само за моето населено место Русијаци, туку и за сите 53 населени места и све со цел да се подобри животот на ова местно население, а тука сакам да спомнам каде после 25 години се родија нови дечина, новороденчина, така да имаме донесено околу 80 невести кои имаат родено во последните 4 години 196 деца. И тоа подпомогна бројот на жители минимално, меѓутоа со 2 до 3% на годишно ниво да се зголемува во општина Македонски Брод. Бидејќи имаме тука стара куќа, ја обновив 93 година и се вратив тука со жената и синот. А мене ме влечат камењата оде вака, пошто јас сум тука роден. Вашите внучи доаѓаат овдека? Внучето наше, едно е внуче, тука е баш ќерка ми и со внуката. Како се вика? Внуката се вика Дуња. Колку години има? 13 месеци. 13? Да ви е здрава и жива. Фала и да вашите. Здрава и жива. И вашите се здрави. И да ве памтат дека вие како дедо ја донесоте тука во родното место? И засадив 5 дуњи. Во името на сино? Да. Дуњите вековита, лековита и од Бога дадено. Се сте ми здрави и живи, со една моја препорака. Да се радувате на вашата внука, да ја чекате и на свадбата да играте. Фала и вие исто така, да се дочекате за вашите. Да сте ми здрави и живи. Фала. Рекоте дека вашето семејство, вашиот татко, бил пекар. Рекоте дека вие ја продолжиле таа традиција со пекарството. А и во тоа се уверуваме овдека, ја ќе наречам посетски котлето, кој што е под верушките, овдека огнот гори. Што спремате денеска? Некоја стара рецета, старо јадење? Па и денес припремаме што почесто го припремаме и го имам научено од моите родители. Денес спремаме гулаш од телешко месо и така со друштвото, со моите комши, почесто тоа го правиме, а јас сакам да го приготвувам тоа, бидејќи тоа ми причинува посебно задоволство, јас да го припремам и сите заедно да седнеме на ручек, да запееме, да заборавиме на секојдневните активности, едноставно да се релаксираме и да уживаме во нашето село Русијаци. Драги гости, добре дојдовте. Гулашот што го спремавме 3 сати е готов. Сега можеме да ставаме и да го пробаме сите заедно.